на очекуваните асоциации за Струмица, земјоделието и трговијата. Веќе сериозно им се придружува и туризмот. Тој не е само за градот, јас мислам дека тој е настан од голема важност за Републиката. Благодарение на Струмичкиот карневал, за Струмица и за Македонија се знае по сите мердијани, ако не друго, бар меѓу љубителите на карневалот. Обележи на градот се и неколкуте спортски клубови и секако еден од најголемите атлети во историјата на Струмица, Горан Пандев. И мислам дека има поединци, има квалитет во одредени поединци, имаат финансиски можности да го направат тоа. Единствено им можеби им треба мал поттик од државата за да се одлучат на еден ваков чекор. Карневалот и Академијата Пандев ги спојува една работа. Немаат никаква поддршка од државата. И што е уште попоразително, од локалните избраници во Македонското собрание. Се уште немаме почувствувано дека некој проявил интерес од нашите, да кажеме, пратеници. Довербата во пратениците, во луѓето кои што ние лично ги избираме е на многу мало ниво. Ќе дојдеш, ќе поразговараш малку, ќе подискутирате за одредена тема, но на крајот сето завршува само на еден обичен разговор. Пратениците од секогаш се интересирале за Струмичкиот карневал, но за жал веројатно не се мокни или не направиле доволно за да издействуваат од Министерството за култура да добиеме поддршка. Зоран Витанов, поранешен пратеник код тогашната владеачка коалиција, е можте критичен во овој поглед. Пазите, државата нема дадено денар за тој карневал. Дури напротив, сега ВМРО измисли карневал непостоечки во Прилеп, кој што не беше воопшто популаризиран, огромни средства Министерството за култура таму дава, затоа што Прилеп е наш, а Струмица не е наш. Истото го правеше и СДСМ кога беше на власт, а Струмица кога имаше друга локална самоуправа. Мислам, ова е детска, ова е политика на инфантилност, немам друг збор. А немоќта на претениците Витанов ја објаснува со промената на изборниот систем во целосно пропорционален, со што, според него, Македонија добила проформа демократија. До 1998, вклучително и составот од 1998, можеа да кажат. Сега, кога тоа го можеа, некои го кажуваа, меѓутоа мнозинството од струмичани не го кажуваа. Избираа да бидат сервилни пратениците на власта, бидејќи претежно беа пратеници од власта, и затоа Струмица се доведе во некакво изолирано сообраќајно слепо црево во тој период. Сега состојбата е комплетно различна, сега не ни знаеме кои се пратеници, сега имаме парадоксални ситуации. Ако централата каже некој амандман да не се гласа, дури и ако е во директен интерес на струмичани, тие не го гласат за да ја послушат централата, што за мене е навистина небулозна една слика и сега веќе не би ги коментирал сегашните состојби. Но новинарката Катерина Давчева е оптимистка дека новата група пратеници избрани во декември ќе понудат нов однос кон гласачите. Во Струмица е помината трансформацијата на политичарот од божество, полубожество и обичен смртник. Предпоставувам дека тука голема улога имаше и имаат и социјалните мрежи. Предпоставувам дека веќе сега оваа гарнитура политичка која што ќе се етаблира во Струмица, веќе ќе го носи поголемиот товар на одговорност да остануваат за она што го ветиле пред граѓаните, она што ќе го исполнат. Младиот граѓански активист Ѓорги Тасев пак укажува на еден друг феномен. Опаѓа интересот на младите за политиката. Тие имаат некаква одбивност, некаква апатија, но тоа е резултат на моменталната политичка ситуација. Тие повеќе преферираат да се здружуваат во граѓански организации и пред се, значи, желни се да напредуваат. Но како и да се земе, политичката поддршка е потребна во одредени моменти. Затоа најдобриот тренер на младинските категории за минатата година го прашавме дали решение на проблемите на клубовите во Струмица е ако спортист стане политичар. За жал во нашето општество и во нашето најблиско обкружување, начинот на кој што може да се помогне е единствено тој, да некој спортист влезе во политиката и да добие, да кажеме, одредени поени и после тоа да добие одредени бенефити. Во секој случај јас не го поддржувам поврзувањето на спортот и на спортистот со политиката, затоа што е една сосема друга бранша и едноставно треба да ја оставиме политиката да ја водат политичарите.
Нашите соговорници ги прашавме што е она што е најприоритетно за Струмица, а новите пратеници мораат да го имаат во агендата. Значи, еден од главните проблеми секако е поврзан со екзистенцијата, со отворење работни места. Овде се чувствува колку многу луѓе заминуваат. Од друга страна, сметам дека во наредните години заштитата на животната средина ќе биде клучна тема за која што ќе се добиваат мандатите. А имаме буџет од 3 милиарди евра. И sad ние еден споменик, само еден споменик во Скопје да скратевме и да ги пренасочиме парите на геотермалниот туризам, до сега Струмица ќе беше струмичките села, Банјско, Муртино, Робово и Колешино ќе беа многу побогати од колку што се. Да ја стабилизираат ситуацијава во државата, да се подобри економската состојба во државата. Еве би посакал да се направи патот од Штип до Струмица. Кога тоа ќе се направи, мислам дека овде ќе имаме и уште последен развој и на економија, и на трговија, и размена на културни идеи, настани и слично. И така, брусејќи го ликот на пратеникот од доверба од Струмица, дојдовме до неколку дефиниции. Општина како што е Струмица, многу е важно, значи, пратеникот да биде угледен, да биде признат во заедницата, да биде искрен, одговорен, трудолюбив и, значи, она што го работел и што поминал низ целиот животен пат, да го преслика и во собранието. Да разбира економија, да разбира политички систем и да разбира од инфраструктура. Ако тие три работи ги нема што да бара во парламентот. Да биде искрен, отворен, самокритичен и да знае да ја прифати критиката, ароганцијата да ја заборави, да знае да биде пожртвуван и да знае кого го представува. А ако на карнавалот треба да се направи маска на пратеникот од доверба, како таа би изгледала? На Струмичкиот карневал не може да има политичка маска, меѓутоа ако сакаме да најдеме да направиме маска на пратеникот доверба, тој би бил облечен во многу убав карневалски костим, насмеан и разигран. Но за да се случи тоа, пратениците од Струмица се чини ќе треба да заслужат. Дотогаш единствено што им останува е да се ослободат од маската на строги послушници на партиските лидери. Или како што рече еден од соговорниците, да се сетат дека трансформацијата од божество кон смртник е веќе завршена работа.